Здраво, здраво! Многу ми е мило што си тука и што одлучи да прошетаме заедно низ клуб за родители. И ако се прашуваш што има во клубот и дали навистина е за мене, оваа виртуелна прошетка е твојот одговор. Да ти покаже што има и можеби поважно, како да го користиш. Откако ќе се најавиш, ќе го видиш овој интерфејс и има неколку делови, ќе те прошетам низ секој од нив, но не да запамтиш каде што има, туку да знаеш од каде да почнеш. Кога ќе кликнеме на капичката, ќе видите целата, може да се види целата сите делови, тоа сите 5 дела. Почни тука, забава за планирање, прв понеделник, библиотека и попуст за вас. Ќе почнеме од почни тука. Овде ве чека видео за добри дојде и целиот ритам на клубот. Што е оно што се очекува? Прв понеделник, втор вторник, трета среда, четврток, што има во клубот. И ова не е случајно. Ова е ритам што ти дава поддршка да почнеш да размислуваш од опцијата на како може во родителувањето. И затоа често велам, не ни фали време, ни фали ритам, ни фали навика. Потоа, го имаме клубскиот компас. Ова е делот каде што ќе го видиш моето зошто и можеби поважно простор да си го поставиш твоето зошто како родител. Тука е клубскиот манифест. Мало подсетување дека не сме тука да бидеме совршени, туку да се поддржиме, да учиме и растеме. Идејата е јасна, не бараме совршено родителство, туку бараме свесно. И затоа нема неуспех, има само резултат. Се вратиме назад, има дел препорачај и доби. Ова е дел каде што приказната се шири природно. Кога мене нешто ми се допаѓа и чувствувам вредност од тоа, јас сакам да го споделам со сите. И навистина сум благодарна што и членовите на клубот го прават истото, тоест го споделуваат клубот. За сите кои што го прават тоа и делат нешто што им значи, шират вредност, може да се изберат и нешто вредно за нив, како знак на благодарност од моја страна. Потоа е делот на забава за планирање и ако ме прашате од каде да почнете, мојата препорака е да се почне од тука. Ова е нашата киков средба и не е класично планирање, затоа го има делот забава, да насочи дека треба да биде забавно, туку е момент да застанеме и да се прашаме каков родител сакам да бидам. Тука не зборуваме само за децата, туку за нас како родители. Како се појавуваме во нашата родителска улога. Што сакаме, што ни е важно. И за прв пат да го ставиме родителството како нешто што се планира, исто како и се друго што ни е важно во животот. Поддршка на оваа забава е и годишниот недатумиран планар за среќни родители, кој го добиваш на подарок со вклучување во клубот. Моја препорака, не го прескокнувај овој дел. Ова е местото од каде што треба да се почне. Потоа, кога ќе се вратиме назад во менито, го има прв понеделник. Во прв понеделник, ова се месечните средби, можеш да одиш по ред или да избереш тема која што ти е важна во моментот. Ова се снимки од поминатите први понеделници. Ева, ако ги вртиме едно по едно. И се кои се создавани од јуни 24 и се достапни како во видео формат, така и во аудио формат, да избереш што е оно што најмногу ти одговара. Еве ги до сега колку ги имаме поминато. После првиот понеделник е делот библиотеката. Ова е местото каде што живее се што сме создале. Во библиотеката има игри, картички, материјали, работни листови за тебе, за твоето дете, за вашето заедничко време. Овој дел расте постојано. Членовите често се враќаат тука за идеја, за игра, за насока, за потсетник или едноставно за време поминато со своето дете. Има игри, материјали за забава и изработка, работни листови, карти, книги, tips and tricks, медитации детски, предизвици, приказни. Тука се моите 4 предавања од конференцијата за свесно родителство, предавањето од Disrupt HR.
моето предавање на семост, wallpaperi за компјутер и телефон, други корисни видеа и некои слободни материјали од Бесконечно царство од Нина. Кога ќе се вратиме назад и останува уште еден дел, а тоа е делот попусти за вас, ова е дополнителна вредност на членовите. Тука има поволности за моите материјали, игрите, книгите и алатките, како и услуги и поддршка од пријатели на клубот. Сега најважното. Клубот може да се користи на 3 начини. По ред како програма, по тема, што ти треба во моментот, по време, за оние кои имаат малку време, 15-20 минути дневно, или за оние кои што имаат многу малку време, 15-20 минути неделно. Сите 3 се окей. Ако си тука, најважниот чекор е направен. Не мора да гледаш се, не мора да стигнеш се, само почни. Избери една работа и тоа е доволно. Сите растеме по своје темпо, од и со другите. Многу ми е мило што си дел од ова друштво. Се гледаме во клубот.